Добро вечер, министерке. Влеговте во едно, најавивте дека ќе влезете во еден проект кој што чинам дека изгоре многу министри у минатото, почнувајќи од популарниот Новковски. Тоа е реформа на високото образование. Сега вие најавувате нов закон. Прво сакам да прашам, мислите ви дека ќе успеете во тоа? Да, мислам дека ќе успеам. Новиот закон, понеделник, Боже здравје, се вели во 8 часот, ќе го поставиме на ЕНЕР. Зошто мислам дека ќе успеам? Законот го работеа над 60 на професори од јавните универзитети и нешто малку од стручните служби, луѓе кои имаат искуство во високото образование од Министерството. Ние формиравме едно национално тело за квалитет во високото образование во Министерството, таму избравме координатор. Координаторот после коптираше и од надвор професори и формираа групи кои ќе работат на делови од законот. Законот се работи скоро цела година. Тие групи го сработија својот дел, потоа една помала група, исто така составена од професори, ги интегрираше тие делови, ги усогласуваше. Конечно, на крај аз изедов за право, бидејќи ќе бидам предлагач на законот, неколку пати да го читам, препрочитам, разменувам мислења со тие професори, да дискутираме, да се консултираме и така натаму. И тој е веќе готов. Свесна сум дека секоја новина, поготово кога носи повисоки критериуми, повисоки барања за учесниците во тој дел на образованието, ќе најде на некаков одговор. Но бидејќи е транспарентно правен, бидејќи ќе стои на ЕНЕР еден месец, бидејќи во тој месец планираме да направиме 6 јавни расправи на сите 6 јавни универзитети, верувам дека и доколку има нешто што би било крајно неприфатливо, а не мислам дека има такво нешто, ќе најдеме заеднички излез. Овој закон, господин Николовски, мора да се донесе. Да, знаете ситуацијата е, извинете, само реченица, ситуацијата е толку лоша во државата, што ако не го донесеме, ние ќе допропаднеме. И претходните закони ги работеа професори универзитетски, пак ќе го речам, по првата идеја на Новковски, уште владата на Љупчо Ѓоргиевски, па други, па трети, и секогаш доаѓавме до оние слики на протести, на блокади, на рушење на автономијата на универзитетот. И затоа велам, подготвени ли сте да се соочите со таква една слика, или пак може ќе имате среќа да речеме овој пат да помине се гладко, ако не се доведеме во ситуација да тој закон значи како што вел, пошто секогаш беше основата, тоа е рушење на автономијата на универзитетите. Мислам дека не мислам. Само се чепкали во тоа нешто? Таман работа. Воопшто не се чепка. Впрочем, јас доаѓам од академската заедница. Јас знам што значи тоа. И Новковски беше професор, и некои други беа професори. Добро. Не се чепкава автономијата на универзитетите, иако сега по повод законот читав многу други закони за високо образование, се разбира првенствено во Европската унија. Бидејќи, да речеме, америчкиот систем или англискиот не се својствени, не би биле својствени за нас, би требало драстични промени, револуционерни. Во многу држави, и тоа во Франција, во Австрија, во Германија, во скандинавските државата има многу поголемо влијание, но тоа влијание се однесува на финансиите, организацијата, потреба од нови факултети, реорганизација на факултетите, не во она што се вика автономија. Автономија е право на професорите да создаваат, креираат студиски програми, да имаат право на слободна мисла и слобода во начин на пренесувањето на своето знаење, секако и просторот на универзитетот е неповредлив. Например, полиција не влага во универзитетот ако нема дозвола од ректорот или од деканот или судски налог ако се случува нешто страшно. Тука ништо не сме направиле. Напротив, тоа си останува така како што треба да биде. Напротив, мислам дека усвоивме многу од нивните барања. Критериумите се дискутабилни. Некои професори ќе ги поддржат, некои можеби не. Но усвоивме барање за финансирање, усвоивме барање за кои се луѓе би можеле да работат на факултетите.
им дадовме право, јас имав неколку пати препораки, но и предупредувања од Комисијата за дискриминација дека вработените во приватните, например, болници треба да можат да бидат бирани на факултетите и така натаму. Решивме многу прашања. Јас искрено се надевам дека нема да се фокусираат само на критериумите. Критериумите не се драстични и драконски. Тие можат да се постигнат, но од личната засегнатост на луѓето ќе видиме како ќе реагираат. Во тој контекст, понекогаш веројатно суштината е и улогата или функционирањето околу финансиите на тие универзитети, веројатно таму највише боли. Тука има нешто ново? Има. Овие групи кои работеа на законот, ми беше пренесено дека сакаат малку поинаков начин на финансирање и се договоривме како. Тие бара развојна компонента во буџетот кој го дава државата. Досега имаат класичен буџет кој го одредува државата според нивните барања. Секогаш тие праќаат дописи. Ни треба за развој на универзитетот, за опрема, за инфраструктура и според можностите на буџетот им се одредуваше. Сега во законот велиме дека тие што ќе исполнат одредени услови ќе добијат повеќе пари за разлика од другите кои тоа нема да го направат. Значи има една развојна компонента која ќе предизвика надпревар меѓу универзитетите наместо сегашнава ситуација борба за студенти. Прашање е дали сака универзитетите надпревар. Па сега овој закон ќе ги предизвика, ќе видиме во иднина. Се кратат пари или се зголемуваат пари на универзитетите? А на тие што ќе покажат дека можат да се развиваат, ќе им се додаваат пари. Ајде да откриеме нешто подетално. Сега во јавноста е познато оно што неколку пати го најавувавте дека ќе требе повеќе работа за повеќе пари, сега го велите ова вие, околу оние научни трудови. Што има ново во тој закон, од што, да речеме, може би се исплашиле професорите? Иако не знам зашто мислам би се дека плашиле. ќе биде тема на дискусија. Дали би се плашале? Не би требало да се плашат, но тема на дискусија ќе бидат критериумите за избор. До сега се бараше 6 труда во така наречени релевантни списанија, кои ние исто ќе ги задржиме, но не се бараше објавување на научни трудови во списанија со импакт фактор. Тоа е за избор на што? Од доцент до редовен професор. Па еве пример ќе кажам дека за избор на доцент, за да стане доцент асистентот, треба да има објавено 6 труда, од кои 3 во списание со импакт фактор. Добро. Сега како е? Сега само 6? Сега е само 6. 3 труда во списание со импакт фактор е нешто што е остварливо и не е драконска мерка. А колку кошта тоа, например? Огромен број од списанијата се бесплатни, дел од нив се плаќа печатењето, но ние даваме поддршка. Даваме на одредени трудови еднократна помош во цената на чинењето, а на секој што ќе објави во списание со импакт фактор, му доделуваме одредена сума како надокнада за тоа што ќе биде уплатено. Секако факултетите и универзитетот можат и од собствените средства да партиципираат. Но со оглед дека со напредувањето се зголемува и платата, а сега професорите не се жалат дека им се мали платите, ова е инвестирање во нивната кариера и иднина. Тоа е секаде така, ќе биде и кај нас. Во моментот кога оваа држава ќе може да ги покрие сите трошоци, ќе ги покрива. Тоа не е проблем. Ова е за доценти, а за редовни воредни професори исто? Па тоа е исто. Оди 6 труда со 3 во импакт фактор, па 7 труда со 4 во импакт фактор, сега нема фаќате за збор, во понеделник ќе се види точно. Новината е што нема, досега имаше, откако ќе бидете реизбран во редовен професор, до животно сте редовен, сега на 7 години ќе имаат реизбор. Редовните професори ќе имаат реизбор на 7 години и дури тогаш ќе станат доживотно професори и редовно вработени. Не знам дали јавноста знае, нас универзитетите не вработуваат кога ќе станеме редовни професори.
Се дотогаш ние на секои 5 години подпишуваме договори и затоа и сакаме да напредуваме. Се прави така после 7 години. Еден реизбор после 7 години. Уште една новина има која мислам дека ќе им се допадне на професорите, а тоа е што ние нема да ги исполнат условите за наредното повисоко звање. Може да останат во истото звање, но мора да ги исполнат условите за тоа звање. Пример, доцент кој треба да оди во вонреден, не исполнил услови за вонреден, а ми исполнил услови за доцент, ќе остане во тоа звање. И така може доживотно. Казната е, платата ќе биде помала. А обврски ќе има. Нели? А новина, да откриеме некоја новина што може нега да им се допадне? Што нема да им се допадне? Покрај трудовите во импакт фактор, законот предвидува и еден така наречен Харш индекс, различно се изговара во различни земји, а индекс е индекс на цитираност. Тој покажува колку вашиот труд е цитиран во научната фела. И тоа се мери во бројки. Предвидовме некои бројки за доцент, вонреден, редовен и така натаму, за тоа ќе видам како ќе Добро, да не откриеме, да не ги возбудиме, професор. Да. И сега, мислите дека ова ќе го подигне нивото на универзитетите во Македонија, на оние шангајски листи и така натаму или не? Сигурна сум, затоа што не го измислив јас ова го измислиле и универзитети со долга и успешна историја. И така функционира и во Европската Унија, функционира многу построго и во Соединетите Американски држави. Не сакав да биде тоа премногу силно, затоа што постојано велам, треба некако да се прилагодуваме постепено, да ги подобруваме работите. Мислам дека ова е така во тој правец. Ако ова успееме да го направиме, сигурно ќе се подкачиме на листите за рангирање. Тоа е еден дел од оценувачите, значи трудовите кои се објавуваат во списанија со импакт фактор, е дел од она што го оценува Шангај институтот и другите ранги. Овие критерии ќе важат и за приватните универзитети? За сите. Академската заедница е една единствена. Не, јас знам дека е едно, но... Да. Така и направивме. Во јавноста има различни критериуми, затоа пошто многу лесно се напредува во приватни универзитети. Не, академската заедница... Кој ќе врши контрола ми е повеќе прашање. Една единствена секаде, така ќе биде и овде. Контрола ќе врши АКВО. Во исто време, може би еден ден подоцна, со овој закон оди законот за квалитет во високото образование и законот за научна истражувачка дејност. Тие се цврсто поврзани и не може да одат еден по друг или во различно време, затоа што се испреплетуваат. Агенцијата за квалитет во високо образование, за жал, не се прослави во нашата земја. Прв пат со доаѓањето на новата директорка, со оваа власт се направени 2-3 евалуации и тоа може би требаше и да го промовираме. За евалуација што беше? Да, за акредитација евалуација. Таа постои со години, ни една евалуација се немаше направено. Јас и благодарам на директорката за амбицијата и посветеноста. А одборот пак за акредитација дозволи да се акредитираат 1400 студиски програми во Македонија. Или 35 универзитети, мислам дека е. Така. Највише по глава на жител у свет е универзитет. Ма да, јас многу пати сум рекла, кога би не погледнал некој од надвор и не би знаел кои сме, би рекле ова е атомска бомба која ќе го смени светот во рок од 24 сата. Каква вештачка интелигенција, тоа ќе биде нешто уште подобро. Како и да е, комплетна нова структура правиме на агенцијата и нов концепт по урнек на Европската Унија. Така како што функционира агенциите за квалитет, различно наречени во другите земји, така ќе функционира и нашата, таа ќе контролира. Професорите му даваат право на министерот, овој или некој друг во иднина, да малку построго суди за воопшто образовниот процес, структурата на факултетите, универзитетите и така натаму. Се надевам дека ќе успееме да поправиме нешто. Сега да ве прашам уште две прашања предходно, прво околу основното образование и она големата тема со учебниците. Гледам има многу огласи за рецензенти, не се јавуваат луѓе, имаат страф, не сакаат да работат или што е работата? Не.
ние сме во некој меѓу период, донесовме нов закон, но имаме заостанати учебници кои се работени по стариот закон, кои никогаш не дошле на дневен ред, не знам зошто, небитно, и ние сега довршуваме процедурата. За тие објавуваме оглас за рецензенти. Имаме ракописи, а не е завршена процедурата. За нив објавуваме рецензенти. Инаку по новиот закон имаме база од над 700, негде меѓу 700 и 800 рецензенти, база со имиња, презимиња, луѓе кои ќе рецензираат. Кога ме прашав за дали има интерес, мислев на моментот да не се плашат, имаше многу грешки по учебниците, па да не им ги влечат имињата. Минатата година немаше многу грешки. На мое, сега, да проверите. На мое големо задоволство добивам информации директно од наставници кои ме среќаваат и пишуваат и секако службите од Министерството. Тие се многу задоволни од новите учебници за 7 оделение. Еден учебник беше спорен, каде што спореа двајца професори универзитетски. Едниот велеше дека е така, другиот велеше дека е поинаку. Со аргументи и едниот и другиот, но ние како Министерство од авторот, тоа е професорка, побаравме објаснување, таа достави архивирано во Министерството писмо со цитирана литература, со објаснување на секоја отворена проблематика. За учебникот по македонски јазик и рецензентите се изјасниле, јас во тоа не се мешам, јас немам допирна точка со тоа, ниту сум стручна по македонски јазик. Сега да прашам, бидејќи бевте долги години универзитетски професор на медицинскиот факултет, тој ваеше за еден од многу јаките факултети во Македонија. Последно време има различни перцепции дека квалитетот е паднати таму. Каква е вашата оценка? Не, факултетот е се уште меѓу најдобрите. Јас со гордост тоа го кажувам, нели, таму има и мои ученици. Него како министер ќе прашувам дали и како министер, а кога зборуваме за многу кадри се одлеа во странство. За здравството, не зборуваат за факултетот, зборуваат за клиничкиот центар кој е составен дел на факултетот, да, одреден број на луѓе заминаа во странство, заминаа во приватни болници и факт е дека тоа што се случува не е добро, затоа што државата вложува во овие млади луѓе да завршат, нели? Имаме дополнителен проблем, јас го кажувам отворено, не сме правеле стратешки планирања. Па може би и во вашата емисија сум кажала, ние долги години сме запишувале 300 студенти на УКИМ, 200 студенти на УГД и околу 200 студенти, да речеме, на Тетовскиот универзитет. И сме стипендирале во странство многу кои не знам и дали се врати и колку од нив работат. Тоа е посебна тема, тој проблем веќе го затвараме, тој проблем веќе го решаваме. Како и да е, да завршам првата реченица, 700 запишани нови доктори годишно на Македонија не и требаат, ако останат тука. Ние всушност ги подготвуваме да одат во странство. А ако ме прашувате за овие од Шангајската листа, тој проблем е веќе решен. Ги сменивме договорите. Веќе неколку дена кажувам дека сериозни адвокатски куќи адвокати ни кажа дека не можеме да ги наплатиме мениците кои биле подпишувани, затоа што се огромни суми и да ги соголиме луѓето до гола кожа, тие не ќе можат да ги платат тие. Затоа ги променивме договорите, ги направивме нормални, колку ќе им дадеме толку да вратат, ги обврзавме да се вратат. Во Законот за високо образование рековме дека ќе имаат приоритет при вработување на универзитетите и факултетите, зашто тие ни требаат за тоа. Сретнав еден прекрасен млад човек, сакав момче да кажам, прекрасен млад човек кој завршил физика на реномиран универзитет. Тој не е или треба да работи во технолошки парк кој ние се уште го немаме, а ќе го имаме, или треба да е на универзитет да пренесува знаења. Оние што не се вратени или што се вратиле, а државата не ги вработиле, формираа невладина организација која се вика Мостови кон дома и работат за државата, за Министерство за здравство, Министерство за образование, сега ќе почнат, Завод за статистика, еден театар, неколку средно стручни школи. Тоа е информатика, во делот на информатиката, и кога по некаква просечна наша вредност пресметавме во работни часови колку вратиле во државата,
Тие за 6 месеци на државата ја вратиле околу 400.000 евра. Продолжуваат да работат. Она што е добро, сакаат да работат за оваа земја и сакаат да се одолжат и секаде каде што бев го кажав истото. Тие се наши амбасадори. Сите се меѓу најдобрите студенти на најдобрите 200 универзитети во светот. Сите работат во престижни компании, дел од нив имаат своји компании кои се со нагорен пат. Тие се наши амбасадори. Доволно за гостин. Ви благодарам и јас вам.